Во своето постоење Ферари има создадено бројни славни модели, меѓу кои и 250 GTO, кој има посебно место во целата автомобилска историја. За него велат дека вреди да се продаде душата на ѓаволот во буквална смисла на зборот. Настана на почетокот на 60-тите години со колективен ангажман на повеќе инженерски имиња како што се Бизарини, Форгиеро, Скалети и други. Иако можеше да се вози по обични патишта, беше наменет за трки и практично се на него беше подредено на тоа. Механиката повеќе или помалку му беше конзервативна без некои надредени решенија, но сепак моќна. Секој цилиндер на V12 моторот имаше по 250 кубни сантиметри работна зафатнина, од каде произлегува неговата ознака. Максималните 300 коњи го дотеруваа до 285 км на час, но во аскетската кабина немаше брзинометар. Тој на возачот не му беше потребен, бидејќи секако беше побрз од конкуренцијата, благодарејќи и на аеродинамиката која беше дотерана во воздушниот тунел на Универзитетот во Пиза. Се произведуваше од 1962 до 1964 година, кога заради промените на правилата за хомологација продукцијата му запре на 36 примероци. Се продаваше и во Америка, но само за купувачи лично одобрени од Енцо Ферари и неговиот тамошен дилер. Иако беше ултра успешен во трките, неговиот вистински подем започна многу подоцна кога кон средината на 80-тите го открија колекционерите. Тогаш за прв пат еден примерок од овој неповторлив автомобил беше продаден за повеќе од $1.000.000, сума која со секоја аукција рапидно растеше. Најскапиот го промени сопственикот во 2018-та за дури $70 милиони.